Почитувана председателка, јасно ставивте до знаење дека нема да ја ставите точката на гласање затоа што сме немале ингеренции. Со тоа мислам дека ќе го кршите деловникот за работа со член 16 и член 56. Затоа ќе инсистирам да ја поставам пред во точката на дневен ред, да ја образложам и да биде ставена на гласање. Затоа што тоа е деловнички. Почитувани советници, имам предлог точка за дневен ред разгледување на состојбата со протестите на граѓаните на Куманово поради даночни решенија за странски приходи и утврдување на институционални чекори за тоа. Сите сме сведоци дека подолг период секојдневно имаме протести пред локалната единица на УЈП во Куманово од страна на наши сограѓани, пријатели и роднини, протести кои што не смееме и не можеме како избрани представници токму на овие луѓе да ги игнорираме и да молчиме. Сите тука до еден сме за почитување на законите и плаќање даноци. И тука нема компромис. Меѓутоа овде не зборуваме за затајувачи на данок и криминалци, туку за наши честни сограѓани. Апсолутно сме запознаени сите до еден во какви услови, каде, како ги заработувале овие средства и дека овие граѓани допринеле да Куманово во едни тешки времиња опстои како што е и да иселувањето биде во помал обем од тоа што е. Затоа, на крај, би сакал да покажеме една различност, апелирам до вас, да покажеме една различност, една солидарност, одговорност и сите едногласно да ја поставиме оваа точка на дневен ред. Бидејќи зборувавте за ингеренциите, поради отсуство на токму на тие ингеренции на локално ниво, би одел со следниве заклучоци. Под број 1, се задолжува градоначалникот во рок од 7 дена да организира јавна средба. Ве молам заклучоци откако ја усвоиме точката. Тогаш може да предложите заклучоци. Благодарам. Дали има уште некој да дополни и измени дневен ред? Процедурално повели Виторио. Значи тој има легитимно право во рок од 5 минути да си го образложи целиот предлог. Молам да му дозволите на колегата да си го образложи. Благодарам. Тој има легитимно право да ја образложи точката. Ако ја изгласаме, може заклучок да донесеме, ако не какво образложување. Значи, си кажа советникот која му е предлог точка и зошто ја доставува до советот. И покрај нашите претходно разговори и говори дека ова не е за нас точка. Значи, Виторио, процедурата ти се отфрла затоа што точката се уште на дневен ред не